Денес во 8 часот започна пописот на населението, домаќинствата и становите во согласно со законските норми, изјави председателката на Државниот завод за статистика Благица Новковска. Јас следиме ситуацијата на терен и можам да ве информирам дека пописот е отпочнат на територијата на цела Република Македонија. Со тоа што бев изненадена дека по прв пат отпочна и попишување на граѓани овде во заводот, затоа што вообичаено ги повикувавме граѓаните доколку не ги посетил попишувач и инаку дека може да изберат дали сакат дома да бидат попишани или да дојдат во комисиите во Државниот завод за статистика. Од утрово неколку граѓани веќе го завршија процесот на попишување во Државниот завод за статистика. Таа нагласи дека минатиот месец биле попишани бездомниците, дипломатите кои се во странство, лицата кои се наоѓаат во казнено-поправните установи и другите ранливи категории на луѓе. Новковска истакна дека од пописот се очекува да се добие релевантен број на население, според кој ќе се спроведуваат идните политики. Од Државниот завод за статистика посочија дека пописот се спроведува според меѓународната методологија, по претходно успешно извршени подготовки. На пописот ќе бидат запишани лицата кои што живеат и престојуваат во државава во последниве 12 месеци. Директорката Новаковска истакна дека нема да може да бидат попишани лица кои што работат и живеат во странство, а во последните 12 месеци ја посетиле Македонија само на неколку дена. Сигурно не, затоа што не се така едноставни прашаниците, затоа што тој треба да одговори каде работи. И тој што ако дошол на одмор, кога треба да одговори каде работи. Кога ќе одговори на тие прашања дека работи во, да речеме, во фабрика во Германија, што значи тоа? И слично, значи јас не би одела во други детали, мислам дека одговори јасно на прашањето, дека сите оние кои што се подолго од 12 месеци, концептот е многу јасен. Новаковска не ја коментираше оставката на поранешната председателка на Државната пописна комисија, Весна Јаневска, истакнувајќи дека сите лица кои се одговорни за пописот мора да ја вршат својата работа во согласно со законите. Инаку на терен денес започна да се попишуваат тимови од по 2 лица со мешан етнички состав во зависност од општината во која попишуваат. Инаку директорот на директоратот за соработка на Евростат, Питер Евераерс, на пресконференција истакна дека Македонија во целост ги завршила подготовките за спроведување на подписот. We are very confident based on the preparations as they have been done during the last 1.5-2 years. Значи сакам да повторам дека ние сме многу сигурни, имајќи ги во предвид сите подготовки што беа направени во изминатите години, that there will be a good collection phase of the data. Дека ќе има добро прибирање на податоците. I hope that around this time next year, се надевам дека отприлика ова време следната година, we can put in this progress report ќе можеме да ставиме во извештајот за прогрес a sentence that says very clearly реченица која што многу јасно ќе каже that your country has done a very good job with respect to the census. Дека вашата земја направила многу добра работа во однос на пописот. Евераерс нагласи дека мониторингот од страна на Евростат е во мека варијанта поради тоа што ја има довербата од македонските институции. Пописот ќе трае до 15 октомври.